Да, се враќаме во студиото. Тука е Билјана Јовановска од партијата Десница. Госпоѓо Јовановска, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов. Добар ден и до гледачите. Веќе најав дека ќе зборуваме за економијата, ќе зборуваме за политика, ќе зборуваме за се она што е актуелно на дневно политичката сцена. Вие бевте меѓу останатото и директорка на Агенцијата за вработување, бевте на директорка на Фондот за пензиско осигурување. Така да можеме да почнеме со тоа, со тие, ајде да речеме, економско-работнички права и проблеми на некој начин. Едно од прашањата кое веќе година и пол се врти, тоа е барањето на синдикатите за зголемување на минималната плата. Имено тие бараат таа да се зголеми на 600 евра, како што беше и проектирано впрочем претhodно, да се зголеми, но нешто што владата не вели дека не сака или дека не треба, но гледаме дека не го прави и си дава своји аргументи зошто тоа и не е толку добро. Се спомнува и инфлацијата, и зголемувањето на цените и така натаму. Па така сега во целиот тој конгломерат, како гледате вие на ова прашање? Легитимно право е на синдикатите да бараат зголемување на минималната плата и на воопшто зголемување на платите. Ако земеме во предвид дека во Македонија платите се многу ниски, да не речеме и најниски во регионот. Ние се стремиме да се приближиме кон Европската Унија во секоја сфера, меѓутоа сме далеку од европските плати, а не се трудиме некако последниве години да се придвижиме или пак приближиме кон тие плати, далеку сме од тоа. Реално е барањето за зголемување на минималната плата. Да, во други држави можеби зголемување на платите би предизвикала инфлација, но во Македонија не е така. Во Македонија има инфлација, па зголемувањето на минималната плата би значило бркање на инфлацијата. Значи, кај нас е обратен процесот, не може платата да предизвика инфлација, бидејќи инфлација веќе имаме и нас не е потребно зголемување на минимална плата, а со тоа и на останатите плати, за да можеме да ја стигнеме инфлацијата, односно граѓаните кои што се на минимална плата да можат да добијат основно човеково уставно право во Македонија да имаат еден достоинствен живот, достоинствена живеачка, не да бидат на работ на сиромаштијата. Иако голем процент од граѓаните се на раб на сиромаштија во Македонија, имајќи во предвид дека минималната плата, една минимална плата е некаде приближно идентична, би кажала, со потрошувачката кошничка на еден член на семејството. Што значи, имаме двајца вработени со две минимални плати и тие едва стигаат за потрошувачката кошничка на самите двајца, на родителите. А каде се сега тука потребите на децата? Бидејќи за тие две деца имаме по трошувачка кошничка по 24.000 денари. Да. Значи, во секој случај е неопходно зголемувањето на минималната плата, што значи во изминатиот период многу пораснаа цените. Се зголемија трошоците. Граѓаните не можат да екзистираат. Реално, само режиските трошоци за едно семејство се околу 20.000 денари. Значи, струја, вода, данок да плати кон градот, од телефон, да речеме, и евентуално курсеви нешто или дополнителни некои часови за своите деца, за учениците. А каде е тука храната? Значи, и тоа во потрошувачка кошничка влегува храна, но што лепи млеко? Па ние нашите граѓани сакаме да имаат квалитетен живот. Треба поколенијата да ни бидат здрави, треба да бидат продуктивни. Каде е тука пример лосос? Каде е бифтек, или тоа им припаѓа само на одредена категорија на граѓани. Тие само смеат да јадат таа храна. Реално владата не треба да се плаши да даде поддршка за зголемување на минималната плата, бидејќи тоа и не е нешто што е нереално. Е навистина реално и навистина, како да кажам, минимално. И е многу основно само за преживување на граѓаните. Исто така, што може да има лошо од зголемување на минималната плата? Освен тоа што граѓаните малку ќе бидат посрекни и позадоволни, па тие пари ќе ги потрошат тука,
ќе ги потрошат за храна, ќе ги потрошат за облека, ќе ги потрошат и со тоа ќе ја стимулираат економијата. Значи, колку се повисоки приходите, толку повеќе граѓаните овозможуваат движење на економијата, односно ги трошат парите во државата и со тоа имаме движење на економијата. А од друга страна, ќе поттикнеме нивната продуктивност. Колку граѓаните имаат поголеми приходи, повеќе пари, толку се тие позадоволни, посреќни и нивната продуктивност расте, односно придонесуваат многу повеќе. А јас би кажала дека можеби државата повеќе, владата се плаши од зголемување на платите во јавниот сектор, бидејќи тоа ќе падне целосно на терет на владата, на буџетските средства, но реално и тие луѓе исто треба да екзистираат и треба да бидат мотивирани за да работат. Да. Ние не можеме, извинете, да ги казнуваме со тоа не работат доволно или немаат многу работа. Не, тоа не се решава така. Штом луѓето се примени на тие позиции работни, тие треба да бидат платени. А има механизам дали луѓето треба да бидат санкционирани, казнети, не треба повеќе да се прима јавна администрација или други работи. А не да ги казнуваме со тоа што ние нема да ги плаќаме, да ја зголемуваме нивната плата. И има уште една нелогичност која што треба Министерството за информатичко општество и Министерството за финансии да ја решат, да ја надминат. Има државни институции каде што со средно образование вработените земаат пониска плата од административци во други институции кои што со средно образование земаат 2 пати поголема плата. Не знам, може би не го кажав добро. Во една институција, ако со средно образование зема над 40.000 денари плата, во друга институција со високо образование зема 30.000 денари плата. Неусогласеност. Тука таа неусогласеност мислам дека исто така ги демотивира административните службеници. Да. Сте биле во секторот, знаете однатре, затоа во поглед на платите, еве да се обидувам јас да бидам од другата страна, да ги кажам и владините аргументи. Кога зборуваме за таа инфлација, значи она што се спомнува најчесто е дека на пример доколку се зголемат платите, се зголемуваат и трошоците за фирмите и за компаниите, тие автоматски ги дигаат цените на производите. И така да речеме се создава инфлаторната спирала. Тоа е еден аргумент. Вториот е оној кој што не го кажуваат, но кој што го посочуваат сите, го посочивте и вие, дека со зголемување на минималната плата, согласно колективните договори во целата, еве за администрацијата зборуваме, тогаш треба да се случи и порамнување. Автоматски сите плати треба да се качат согласно качувањето на минималната плата, а тоа е веќе еден огромен буџетски товар. Значи ги имаме тие два моменти. Минимална плата значи не треба да се зголеми некај сите работници. Не зимаат сите минимална плата, па треба да ја зголемиме. Да, но тоа предизвикува покачување на другите. Така, но предизвикува покачување на другите, но тоа не е причина, како што кажав, дека тоа ќе предизвика голем трошок кај работодавачите, па работодавачите затоа приватниот сектор условно кажано не се согласуваат со зголемување на минималната плата. Туку напротив, сметам дека веќе се зголемени трошоците. И за дополнителни зголемувања треба да се направи, дали треба да има реални зголемувања, треба да се направи анализа и поддршка тука да даде владата. Значи имаме во владата експерти во таа област, нели, кои што работат и земаат плата за тоа, кои што треба реално да направат анализи дали навистина ќе има потреба од нови зголемувања на цените на трошоците и слично. Или јас пак ќе кажам, во Македонија веќе се зголемени цените, зголемени се трошоците за граѓаните. Сега треба да имаме обратен процес. Не е како во другите земји се зголемува платата па ќе се зголемат цените трошоците. Не, кај нас се зголемија цените трошоците, сега ние треба со платите да се избориме да се зголемат за да можеме да ги следиме цените и да ги следиме трошоците, да ги покриеме основните трошоци.
Во делот на јавната администрација па и во приватниот сектор точно е дека со зголемување на минималната плата треба да пораснат и останатите плати. Затоа што да нема изедначување, треба ние да го цениме минатиот труд, треба да цениме квалификациите кои што ги имаат вработените како во приватниот или во јавниот сектор. Во јавниот сектор добро тоа е согласно законот за јавна администрација и си има одредени скали, нивоа и слично, а во приватниот сектор исто така имаме квалификувани работници кои што не смееме да дозволиме да се изедначат со неквалификуваните. Дефинитивно треба да се зголеми минималната плата. Не е многу тоа што го бара синдикатот, е реално да се покријат основните трошоци, да се овозможи екзистенција основна на населението, на граѓаните, на работниците. А од друга страна, значи, би сакала да кажам дека ќе предизвикаме, доколку не ги зголемиме платите, одлив на кадри, уште повеќе. Ние имаме повик во европските земји каде што се побарува работна сила од градежништвото, значи сите занаети во делот на градежништвото, во палијативната нега, болничари, медицински сестри, негуватели на стари болни изнемоштени лица, во услужните дејности во угостителскиот сектор, се нудат плати од 3500, 3700 до 7500 евра. Значи, нашите граѓани ќе заменат дефинитивно ако ние не направиме нешто во делот на зголемување на платите. А во делот исто така каде е тука наградата на вработените. Нели имаме К15, нели треба да ги обучиме. Ние треба да вложуваме во човечките ресурси, како во јавниот, така и во приватниот сектор. Ние треба да инвестираме во нив. Ако ние ја изгубиме работната сила, веќе натака, да речеме, кулата од карти ќе се сруши. Затоа што ако заминат, инаку веќе заминуваат во сезона на летни одмори кај нашите соседни држави и не заменуваат само младите, не заменуваат како порано само студентите. Буквално луѓе земаат неплатен годишен одмор од 3 месеци за да одат да заработат повеќе. Па дури и пензионерите и покрај носење на законот да им биде возможено вработување со пријавување во задолжително социјално осигурување, и пензионерите се одлучуваат да заминат посебно во угостителството, летово да заминат и да работат на море за повисоки приходи и подобра екзистенција да обезбедат за своето семејство. Да одат да работат во земји од Европската Унија, тоа се земји од Европската Унија, но од друга страна премиерот вели дека ако треба со Европската Унија ќе преговараме и децени. Немаме ние вели проблем со тоа. Па можеби нема власта проблем, меѓутоа граѓаните имаат проблем. Младите имаат проблем, родителите имаат проблем. Значи, ние мора да најдеме начин да се вклопиме во Европската Унија, да станеме членка на Европската Унија, бидејќи така сме се определили. Или пак, ако смета владата дека треба да се определиме кон, не знам, Кина, Русија или други работи, нека биде јавно тоа кажано и да заземеме таква стратегија и таков начин на движење. Ние не може да велиме дека сакаме да сме членка на Европската Унија, сакаме да сме дел од европското семејство, меѓутоа воопшто не се приближуваме. Не се приближуваме со ништо, значи ниту со економија, ниту со правда и правичност, не се приближуваме еве со платите кои што условно кажано се стварно горчлив проблем за нашите сограѓани, а исто така и со образованието и со здравството. Да. Излезе партијата СДСМ, која е дел, вие сте во таа коалиција, нели? Со една пресконференција завчера во поглед на задолжувањата. Не видовме демант на таа пресконференција, значи ова се бројките кои ги кажа СДСМ. За 3 месеци од оваа година имаме нов долг од 700 милиони евра. За 2 години, откако Мицкоски е на власт, јавниот долг е зголемен за 2,3 милиарди евра и сега изнесува 10 милиарди 704. Историски највисоко и велат ова е нов долг. Се што е вратено е веќе одземено од пресметките, значи имаме нето задолжување од 2,3 милиарди евра. И сега јас прашувам зашто? Бидејќи некако не видовме нешто од овие пари, нешто видливо, ајде да речеме некои огромни капитални проекти или нешто така. Ова значи дека државата троши повеќе
од што прибира, условно кажано, и едноставно кажано и лошо го менаџира сето тоа. Ако земеме во предвид дека јавниот долг, условно кажано, односно на секој можен начин би сакала да се навратам назад зашто велам повеќе троши од колку што прибира, а прибираше многу агресивно во изминатиот период и многу активно. Ние видовме дека се оданочуваат пари кои што не биле оданочени или пак не се ни докажа дали треба и тука да бидат оданочени или се оданочуваат од друга земја. Да. Значи на секој можен начин прво се прибираат средства и даноци. Дури и за некои што можеби се заборавени или можеби веќе некаде и некако се оданочени. Се оданочија и студенти, повратот на ДДВ, повратот кон фирмите е многу, да кажеме, многу тешко се случува, дури луѓето и се плашат да побараат поврат на ДДВ, велат дека после тоа следат многу санкции, казни, контроли и други работи. За мој ДДВ се бара исто така начин, нели истиот да се укине или се доцне или се нешто се манипулира во тој дел. Институциите се во големи долгови. Значи, самите државни институции должат многу. Должат за режиски трошоци. Видовме некои должат комунали, вода, должат кон ЕВН струја или други работи, а исто така должат, имаат и долгови кон добавувачите, кон приватниот сектор. Како да функционира приватниот сектор ако државата му должи. Значи, тие изреализирале договори, исполниле обврски, доставено е се она што е купено, меѓутоа не е платено. Има многу големи долгови кон приватниот сектор по основ на извршени набавки од страна на државните институции. Што значи дека државата сега се задолжува, меѓутоа задолжувањето ниту ова најново последно задолжување не е за враќање на стари долгови, а не е ни за некои инвестиции. Барем не кажа и не најавија некои капитални инвестиции. Би го кажале тоа доколку има таков план. И најверојатно овие пари се однесуваат на социјални трансфери, се однесуваат на исплата на плати во јавниот сектор, исплата на пензии, други социјални бенефити од типот на социјална помош, се доцни со боледувањата, се доцни со туѓа нега, се доцни со мобилност, се доцнат трансферите кон граѓаните по основ на социјални бенефиции, меѓутоа кои што им се загарантирани со закон и за кои што луѓето додека биле во работен однос двоеле средства, односно плаќале здравствено осигурување, плаќале придонес за вработување во случај на невработеност и слично. Она што сакам да го кажам е дека државата најверојатно, односно владата, малку е збунета, да речам, или лошо менаџира и е во некоја незавидна, неповолна ситуација, која што не сака да ја признае, меѓутоа дефинитивно ќе не доведе во една ситуација, не дај Боже да има некоја глобална криза, светска криза, ние не може да се справиме со тоа. Ние веќе сме презадолжени за основни работи, за плати и пензии, зашто, односно како и од каде ние би земале пари за во случај на некои несакани глобални светски кризи, тешкоти и слично. Добро, Јовановска, еве граѓаните се, барем она што јас го читам или што гледам, најчесто се прашуваат едноставно, добро, каде се парите? Бидејќи факт е дека со претходната влада немаше ваков тип на задолжување. Имаше и тогаш, но немаше во ваков процент. Од друга страна, владата вели дека тие наследиле многу лоша состојба, дека состојбата во сите институции е толку лоша, катастрофална, како што велат, и дека, веројатно, дека дел од задолжувањата се поради тоа. И сега, повторно се враќаме на основното прашање. Добро, каде се парите? Јас бев директор на две институции во мандатот на претходната влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Двете институции не беа задолжени. Агенцијата за вработување функционираше од придонесот за вработување. Од буџетот централен воопшто не земаше ниту еден денар.
Значи, од тој буџет на агенцијата, кој што се полнеше преку придонесот за вработување, се подмируваа сите обврски на институцијата, вклучително и платите на вработените. Паричен надомест за лицата кои што тековно од X причини беа прогласувани за технолошки вишок. Се донесоа закон за стечајци. Се донесе законот за стечајците, се средија и оние стечајци кои што не беа опфатени со претходните закони во времето на владата на ДПМН од претходниот мандат. Исто така се донесе закон за младински додаток и тоа беа трансфери. Се правеа, се носеа оперативни планови во месец февруари. Во мај беа исподпишани договори. Во септември и октомври веќе исплатите завршуваа. Ние сега сме мај, а немаме ни предлог оперативен план. Зошто се доцни? Значи, јас верувам дека и да е намален придонесот за вработување кон агенцијата за вработување, сепак тие пари дали владата сака да ги користи за нешто друго, наместо да им ги даде на граѓаните за активни мерки и политики за вработување. Значи, вакво доцнење и минатата година се доцнеше, меѓутоа мислам дека оваа година уште повеќе се доцни. Значи, владата на СДСМ го носеше оперативниот план во февруари, во мај беа подпишани договорите, а ние сега немаме оперативен план донесено. Зошто? Во делот на фондот за пензиско инвалидско осигурување, пак ќе кажам, да, трансфер имаше, меѓутоа го довидовме трансферот од централниот буџет на минимум, најмал беше во тој период. Иако редовно беа исплатени сите сметки што ги имаше институцијата кон добавувачи, режиски трошоци, беа исплатени пензии, беа исплатени странски пензии, беше исплатено здравството за пензионерите, значи месец за месец воопшто не се доцнеше и меѓу другото редовно се сервисираа оние 8% кон приватните фондови. Фондот немаше долгови. Трансфер имаше, да, меѓутоа беше најмал и од тој трансфер идеа средствата кон здравствено осигурување, кон фондот за здравствено осигурување, кон приватните фондови. Добро, тие трансфери таат оддамна, тоа не е нешто ново. Да, но сега долгови дека затекнале лоша ситуација, извинете, па вие цело време како во кампањата велевте дека ќе ја подобрите ситуацијата, не може сега вие да немате план и како резултат на тоа што претходната влада лошо владеела, вие сега да владеете уште полошо. Не. Ветивте и исполнете го ветувањето. Народот гласаше дека треба да биде подобро, дека вие имате идеја како да ги решите проблемите, дека вие ќе ги зголемите платите како влада, дека вие ќе ги расчистите долговите, ќе ги намалите долговите, ќе ги сведите на минимум и ќе му обезбедите на граѓаните достоинствен, убав, среќен живот. Така да ние не можеме, мислам, само кај нас се случува за состојбата во државата да ја критикуваме опозицијата и власта, ако не може да реализира нешто подобро и позитивно за граѓаните, да вели дека е резултат на опозицијата. И на крајот од криштата не сте 2 месеци на власт. ВМРО, ДПМН и коалицијата 2 години се на власт. И плюс имаат апсолутна власт, и локална, и централна власт. Никој не им пречи да реализираат позитивни политики за граѓаните. Или пак, реално и отворено да кажат каква е состојбата. Во тој случај, мислам дека ќе добијат поддршка од опозицијата, од сите граѓани, да го надминеме и да го решиме проблемот во интересот на граѓаните. Но не да зацкриваме, да не сме искрени и транспарентни, а да обвинуваме опозиција и да обвинуваме нешто што било пред, како да кажам, да наметнуваме вина на некој што воопшто не е виновен сега. Да, еве гледаме дека кога зборуваме за пензискиот фонд, таму одамна се зборува за проблемите на пензискиот фонд и вие ги сама ги спомнавте трансферите од буџетот. Таму знаеме дека мора од буџетот да се надоместува за да се исплатат пензиите, тоа е една состојба која трае. Но исто така има и анализи дека ќе дојде до стабилизација на фондот, некаде ми се чини дека проекциите беа некаде 2030 година отприлика кога ќе почнат да функционираат целосно вториот и третиот столб. Сега вие не знаете каква е моментално состојбата од натре, но генерално каква е сликата? Треба ли граѓаните да се плашат дека може да дојде до некаква дестабилизација?
Реално треба среднорочно за едно 5 до 10 години, ако има стабилен раст и во тоа време треба да отпочнат приватните фондови со исплата на пензиите, треба да се стабилизира пензискиот фонд во смисла да нема трансфер од централниот буџет, барем не толкав. Она што во моментов се случува е дека 8% од придонесот за пензиско и инвалидско осигурување фондот ги префрла, тоа е со закон уште од 2006-2007 година ги префрла кон приватните фондови, а приватните фондови се уште не вршат исплата на пензии. Зборувам за старосни пензии, знаат да направат исплата доколку тоа го бара член на семејството, во случај на, не дај Боже, ако почине некој осигуреник. Меѓутоа, па тогаш не му следува на членот на семејството на семејна пензија од државниот фонд. Работата не може да ја подобри само тоа ако немаме економски раст и развој, односно ако не се зголеми бројот на вработени. Условно кажано, од бројот на вработени, од бројот на осигуреници, од висината на нивната плата, односно придонесот што го плаќаат, зависи и пензискиот фонд, односно неговата ликвидност. Долгорочно, ако вака продолжиме, и моментот кога ќе почнат приватните фондови да исплаќаат пензија, нема да се подобри состојбата, бидејќи одливот на работна сила, односно намалувањето во континуитет на бројот на вработени осигуреници, а зголемување на бројот на пензионери, го прави пензискиот фонд нестабилен. Да не се плашат пензионерите. Значи, во ниту еден случај не може да се доведеме во ситуација, ниедна влада нема да дозволи пензионерите да не земат пензија, нели? Мислам дека тоа е последниот момент, условно кажано, но сепак државата ќе има тешкоти и нема да има зголемување и раст на пензиите. Младите генерации, значи сега работниците, буквално ги финансираат пензиите со своите плати и придонеси. Значи, вложуваат за пензиите кои што сега ги земаат пензионерите. Иднината... Бидејќи фондот не е само одржлив. Да, а нивната иднина, односно во иднина какви ќе бидат пензиите на младите, навистина не се знае, ако не се подобри севкупната состојба во државата. Значи, ако не се зголеми економскиот раст на државата, условно кажано, мора да се работи на ова прашање подолгорочно. Ние некако владава тука, да кажам, ги манипулира пензионерите што се со минимална пензија со линеарното зголемување кое што е смешно 1000 денари. Значи, во ред, еве јас се согласувам дека не треба да има голема разлика меѓу пензиите. Нека, бидејќи кога се носи решение за пензија, имаме решение за максимална пензија и решение имаме за минимална пензија. Тој што работел помалку и помалку уплаќал во му било уплаќано во буџетот на фондот за пензиско, има решение еве на минимална пензија од, не знам, 19.000 денари. Тој што уплаќал многу, имал долг работен стаж и има решение максимална пензија, мислам дека сега исплатите беа некаде околу 80.000 денари. Ако идеме со процентуално зголемување, пример, тој со 80 ќе земе уште 6.000 денари, овој со 18 ќе земе уште 1.000 денари. Во ред, меѓутоа да биде зголемувањето линеарно, нека биде, меѓутоа да биде 5.000 денари за сите. Ова со 1.000 денари е класична манипулација. Зошто? Затоа што фактички останаа парите во буџетот. Владата направи заштета од парите на пензионерите. Поентата која е на линеарното зголемување? Купот на пари да се подели подеднакво на сите. А сега владата што направи? Купот на пари, може би само една половина ја подели, по 1.000 денари, другата половина ја задржа. Зашто? И како? Сакате да кажете дека фактички владата дава помалце пари како многу помалце, како дава. апсолутна сума. Да, со овие пари даде многу помалце. Пак ќе кажам, јас се согласувам дека луѓето што земаат минимална пензија, ги разбирам дека и они сакаат да земаат повеќе и велат сакаме линеарно. Но тие се сега линеарно да биде зголемувањето, но тие се сега изманипулирани.
Значи, линеарно, да, им дадоа по 1000 денари на сите пензионери, но останаа пари во буџетот кои што не се распределени. Значи, линеарно да биде од, пак ќе кажам, од целиот куп што по закон би требало да, например, по закон ако требаше да се распределат 1000 евра, да се распределија сите 1000 евра. Еве, нека биде подеднакво. Они распределија само, да речеме, 500 евра. Да. Сакам да кажам пластично како пример. И граѓаните, односно пензионерите со минимални пензии се изманипулирани, не знам, свесно или несвесно. Во ситуацијава претпоставувам дека се е поврзано, дека не е состојбата добра во државата, тоа е повеќе од очигледно. И самиот овој момент на задолжување, кое што ќе оди за социјални трансфери, е алармантно. И тоа пак ќе кажам, социјални трансфери за пенсии, плати, за социјална помош, стуѓа нега, ќе се исплаќа, меѓутоа не се зголемува. Значи, таква каква што е, да речеме, минимална, незначителна, ќе се исплаќа, а за тоа се потребни дополнителни позајмици, заеми, долгови, кои што краткорочно, да, ќе ублажат ситуацијата, ќе ги подмириме ние потребите на граѓаните што им следуваат по закон, ќе исплатиме боледување, социјална помош, меѓутоа колку тоа долго може да трае. Значи, мора да има некое оддржливо, но долгорочно решение. Ние ќе купиме, нели, социјален мир извесен период, колку? Што е поентата на една влада? Да купи социјален мир додека е на власт, додека има мандат 2, 3, 4 години. Не, една влада е добра влада која што се грижи за граѓаните и за државата, која што долгорочно ќе превземе чекори, стратегија за долгорочно решавање на проблемите на граѓаните, односно за обезбедување на добар животен стандард долгорочно. Инаку пензиите би сакала да кажам, за да се зголемат, за да биде одржлив пензискиот фонд, треба да се превземат непопуларни мерки. И сега некоја влада можеби подолгорочно, ако остане оваа влада на власт, или ќе треба уште повеќе да не задолжува, а тоа ќе го плаќаат граѓаните, идните генерации, младите генерации кои што сега работат. Пензии со кредити. Или пак ќе треба да го зголеми придонесот, кој што не е популарен и нема да го прифатат работодавачите, или пак да ја зголеми старосната граница за работен стаж, која што исто така е непопуларна и нема да ја прифатат граѓаните. Да, јавна администрација во ред е, меѓутоа што е со сите оние што работат во стопанството, со текстилните работнички, со градежните работници, со категории на граѓани кои што извршуваат тешка и физичка напорна работа. Ниве тие 62, односно 64 години им се буквално голем терет, а замислете да им го зголемите работниот стаж. Така да пензионерите да бидат спокојни, пензии ќе има, пак ќе кажам, тоа е последен момент кој што не се случил, не се случи ни во време на Југославија кога се затвараа големи гиганти како Железара, Охис, Хемтекс, значи нема да се случи да останат без пензија, меѓутоа дека пензијата ќе биде, не може да очекуваме зголемување на пензијата, кој знае какво со овие политики и пак ќе кажам, тешко одржлив ќе биде фондот доколку не се зголеми бројот на осигуреници, бројот на вработени. Меѓутоа ниските плати, лошите услови за работа, лошиот систем и начин на владење доведува до тоа да граѓаните сакаат да се иселат. Дел од граѓаните се иселуваат поради ниски примања, поради ниски плати. Меѓутоа, дел од нашите сограѓани се иселуваат поради општата состојба во државата, поради правна сигурност, односно несигурност, поради лошиот образовен систем, поради лошиот здравствен систем. Значи имаме фамилии кои што воопшто тука немале финансиски проблеми, но долгорочно велат за идните поколенија, за децата и за внуците, сметаме дека треба да побараме, односно да живееме во земја каде што има стабилен систем. Едно семејство се исели од државата поради тоа што детето беше многу лошо прифатено во училиштето. Неговата потреба да провери од време на време дали некој од неговите родители е во непосредна близина,
предизвика нетрпение кај наставниот кадар и побара детето да биде испишано од школото и да посетува, не знам, специализирани установи и ред други работи. Семејството се исели, живее во странство. А детето игра во фудбалски клуб. Во училиштето еден од најдобрите ученици, најдобриот другар. Значи, тоа дете во таа странска земја е навистина успешно и среќно дете, меѓутоа и е нормално дете, далеко од она зашто посочуваше наставниот кадар тука. Значи, ке имаа проблеми и они заминаа не затоа што немаа пари, беа финансиски ситуирани, меѓутоа заминаа затоа што не најдоа слух во образовниот процес. Исто така некои заминуваат поради здравството. Сметаат дека не дај Боже кога ќе дојде ред нема да добијат тука квалитетна здравствена услуга. За жал, теориите дека се враќат или дека ќе се вратат, за сега мислам дека се само можеби желба и еден... Па добро е министерката за финансии кога зборуваше во собранието и вели не сме во толку лоша состојба, неколку вика европски држави ќе банкротираат. Ние не сме воопшто лоши. Премиерот цело време кажува за економскиот раст дека сме, не знам, трети, четврти во Европа. Па како европски земји би банкнотирале ако Германија или не знам некоја друга земја банкнотира, како ние ќе обстанеме? Нашите компании во Источна Македонија шијат онлайн за Европа. Или ред други фирми работат за европскиот пазар. Ние не може да кажеме дека тие ќе банкнотираат, а ние ќе обстанеме. По автоматизам тогаш ќе банкнотираме, а од кого пак би зимале ние заеми, како би се задолжувале и од кого, ако некој банкнотира. Мислам сега да не бидеме, нели, како малите деца и да кажуваме нешто што е невозможно. Реално, државата е во тешка состојба, финансиска и економска. И пак ќе кажам дека сметам дека треба владата да пристапи транспарентно, отворено. Заслужуваат граѓаните, сите заслужуваме да знаеме каква е состојбата. Можеби сите заедно ќе донесеме одлука со која што можеби ќе го вратиме јавниот долг. Имаше пример во некоја земја кога се зголемил многу јавниот долг, граѓаните сами со својот сопствен имот учествувале во раздолжување на државата, но и верувале на владата, на власта, затоа што отворено и транспарентно кажала граѓани до тука, од тука веќе натаму имаме неколку опции, ќе ги решаваме ли заедно. Значи, јас не гледам ништо лошо во таква ситуација каква што сме дошле, меѓутоа ајде да ја решаваме и не може власта да ја реши еве без опозицијата и без граѓаните. Граѓаните заслужуваат да знаат што ги чека во иднина, меѓутоа важно ми е што се случува сега, денеска. Нема кај нас да се случи тоа, нема да се враќа така јавниот долг, тоа е сигурно. Јовановска, друго нешто, некако не зборнавме директно за политиката. Гледаме дека сагата околу евентуалното враќање на екс-премиерот Груевски некако се реактуализираше после падот на Орбан. Мислите ли вие дека ќе дојде до тоа Груевски да се врати во земјава, да биде екстрадиран? Многу е важно што сака владеачката партија, што сака власта сега во моментов. Претпоставам, прво можам да кажам дека не знам она што го вети наследникот на Орбан дали ќе го реализира, затоа што у принцип знаеме дека и кај нас премиерот ветуваше враќање на името, раскинување на договори со Бехтел и Енка, така беше, мислам дека и некои други работи, кои што не се случија и дури се испаѓа дека не биле ветени. Така да јас не знам навистина што ќе се случува и што каква политика од кога ја доби власта ќе води наследникот на Орбан. Но што се однесува во делот на враќањето на Груевски, пак ќе кажам, зависи која е желбата, идејата и мотивот на владеачката партија. Едната е дека нели не сакаат да се врати, ќе одолговлечуваат целата ситуација за тој да не дојде во земјата. Втората е дека за да го заштитат. Втората е дека сакаат да дојде, евентуално и ако дојде да одговара, за да си го заштити, можеби, оваа владеачка гарнитура местото. Можеби гледа опасност
дека тој ќе се врати во политиката, во партијата и некој може би се чувствува загрозен од неговото враќање, па да не се случи во најмала мера поделба на партијата, односно Груевски да формира нова партија. Она што е најважно е дали државата сака да реализира правда и правичност во делот на неговото враќање и постапката за утврдување негова одговорност или неодговорност. Јас искрено во моментов Министерството за правда не раздава право, можам да кажам, и дека не е пример за правда и правичност. Не е ниту транспарентно, ниту отчетно, уште помалку одговорно. Еве, јас јавно го повикувам министерот за правда, кога тој ќе се смилува да одговори на мои неколку мејлови и дописи во архивата, кои што се мое легитимно право. Еве, ќе се надобрзам на целата ситуација за да биде појасно. Во декември 2024 година министерот распишува конкурс за именување на нотари. Од 2024 година, декември месец, 3 декември, до денеска нема, барем јас немам одговор, дали е донесена одлука за избор на нотари, по кои критериуми се избрани, ако се избрани, или пак ако е поништен конкурсот, дали е поништен, кога и зошто. За да биде поинтересно, тој распишува нов конкурс, а нема одлука значи распишува конкурс во март месец за нотари, а нема одлука за конкурсот од 2024 година. Малку е нелогично. За да биде поинтересно, конкурсот е распишан некаде на 13 март, значи веќе е во тек. На 19 март на страната на Министерството за правда стои дека нема јавен конкурс во тек. Ниту пак конкурсот кој што е распишан во службен весник не стои на веб страната на Министерството дека постои распишан конкурс. Во ред, ке рече, јас по закон сум должен само во службен весник да го објавам, да. Меѓутоа, зошто си ставил ставки на веб страната, конкурси во тек и слично, а тие се празни. За да подоцна, многу подоцна, го стави конкурсот, од кога веќе завршува, го објавува конкурсот со забелешка дека е објавен на веб страната на 19 март. Го прашувам министерот дали е вистина тоа дека местата за нотари имаат тарифа од некаде 50.000 евра и повеќе. Значи, го прашувам, бидејќи... Вие сте слушнале такво нешто? Бидејќи, прашувам, таа теза се шири, па и нелогично е вие да распишувате, да именувате нотари, пример, имате потреба во 3 години од 5 нотари, а во меѓувреме распишувате полагање на нотарски испит, овозможувате и уште 200-300 нотари се стекнуваат со диплома за положен нотарски испит. Зошто? Сменете го законот. Нека положат нотарите и како во адвокатурата. Нека повелат, нека работат. Кој работи законски, професионално, ажурно, ке има странки. Кој не работи, никому ништо. Зошто има потреба од распишување на конкурси за 5 места на нотари, само за 5 места во неколку години, а во една година вие овозможувате полагање и стекнување со лиценци за нотари на 200 нотари. За да одберете само 5, по кои критериуми ги одбирате, никој не ги знае, никој не ги кажува, никаде не се објавени. Еве, лично јас, не на овој конкурс не конкурирав на претходниот. Јас се уште немам никаков одговор. И се уште можеби не е донесена одлука. А како може да не донесете одлука за претходен конкурс? А веќе распишувате нов конкурс, кој што го држите во тајност или други работи. Можеби со право се вели дека и Груевски нема доверба во процедурата што сака да ја
турка Министерството за правда и министерот Филков. Тоа е една од причините поради која што ние и не сме дел од Европската Унија, бидејќи се уште со правораздавањето сме несериозни. Не најдовме начин како секој да одговара за своите постапки од една страна, а од друга страна да не биде виновен додека не се докаже дека е виновен. Да. Добро, Јовановска, кажавте доста интересни работи, особено на крај морам да признам, но секако имате еве јавен повик, па Филков нека види, можеби ако не одговорил на вашите мејлови, ќе одговори вака. Ви благодарам уште еднаш за учеството. Ви благодарам и на вас, меѓутоа тоа е законско право, кога некој аплицира за нешто, да добие повратен одговор. Не мора да е во негов интерес одговорот, меѓутоа треба законски да го добие одговорот. И тоа важи за сите граѓани. Поентата ми е, граѓаните се обраќаат до институциите, но не добиваат одговор на своите прашања и тешко ги остваруваат своите законски права за жал. Да. Ви благодарам и на вас и на гледачите и на целата екипа. Да, ова беше Билјана Јовановска од Десница и со ова го завршуваме и ова студио 10, почитувани гледачи. Ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.